Еве сме во кујната, местото каде што ги подготвуваме нашите утрински ритуали, добро познато во оваа сезона, и еден денеска малку поинаков рецепт, да речеме, не поинаков, нешто како нова идеја, иако и авокадото и бананата, нормално и јаткастите се секогаш нели чести во изборот и за овие утрински освежувања, па така и денеска ќе направиме една комбинација на ќе биде смути, така? Па како смути, да. Инаку знаеш дека им споменав на колегите вчера дека бев на 20 години матура и голем дел од моите нели соученици, сега веќе нели возрастни пријатели, велат дел од нив велат ви ги сакаме деловите каде што и вие подготвувате по некојаш брзи специјалитети. Баш така ми го апострофираа овој дел, затоа што вели тие се намерниците, меѓутоа идеите што ги давате секој пат се добри. Така што еве идеја. На интернет има денеска се и се што, меѓутоа ние денеска потикнати од една таква идеја. Авокадо, банана, бадеми додуше треба, меѓутоа може да ги замениме со оревите и ќе ставиме малку и какао, можеме јас и ти да додадеме, бидејќи мислам дека сите тие три ќе бидат во одлична. Да, и на крај ќе додадеме малку мед, можеби и за заблажување, за блажина, и ќе дојде одлично. Добро е што авокадото ни е прилично меко. Неутрално исто плюс како по вкуси. Да, за да може и добро да се изблендира, да, а и е неутрално, па може и во смути, со нешто поблаго, а може и во салата. Тоа добро го знаеме и еве тоа е нашиот утрински предлог, а утринското будење ово утро го реализираме со Томислав Давидовски, добро познат актер и човек кој што и сме го имале во живо во студиото, сме зборувале за разноразни ситуации кога актерите се соочуваат при тоа работејќи својата работа, но во случајот кај Томислав веројатно моментите се се поинтересни со оглед на тоа што тоа е и дел од Статуа фест. Имаме новитети во тој дел и добро би било во утринско будење и да се поврземе со Томислав и за утринските ритуали, но и за новитетите кај него. Томислав, добро утро. Томислав, добро утро. Тоа значи дека треба следен пат во кујна да ни дојде и таму да го видиме. Може. Как се снајдеш добро во кујна, Томислав? Па во последно време почнав да, бидејќи доста активно вежбам, тренирам, пазам на исхраната колку што можам, така да почнувам да готвам и да си правам некој јадење и добро се снајдам. Еве ти комбинација денеска од Иван и Марко: авокадо, банана, бадеми, во случајот ореви и какао, изблендирај, стаби, ако сакаш можеш нели од оние растителни млека, меѓутоа ние ќе искористиме вода и имаш одлично смути. Одличен избор. За старт на денот. И кога сме за почетоците или начинот на кој што започнува денот, рековме кај секого тоа е индивидуално и во согласно со тоа какви обврски има човекот во денот или која е и што е нашето работно време или професија, но кај тебе Томислав како започнува денот? Што е исто важно кога започнува? Дали вака во пораните утрински часови или малку подоцна, и кои се првите утрински ритуали? Па, искрено не сум некој ранобудник, ама во последно време гледам барем најкасно до 9-9:30 часот да сум веќе станат. Така да, првото нешто што го правиме има едно шишенце вода што стои секогаш покрај мојот кревет, па штом се разбудам, прво нешто што пијам вода, некогаш од 300 мл до пола литар. И обавезно пола лимонце еден со топла вода. Тоа е исто така првото нешто што го консумирам. Бидејќи веќе повеќе од година дена не пијам кафе, така да јас сум од тие што утрото не ми почнува. Со односот е така некако година, бидејќи со девојките се тркам иначе цела сезона. Исто и овде има човек кој што веќе долго време не пие кафе, така што нели фина е комбинацијата некогаш да се направи некаква пауза. Така и читав и вела дека придобивките вистински да ги доживеете треба малку подлог период. Не велиме да бидеме тенденциозни во намерите сега дека треба да се ослободиме од кафето целосно. Да, па јас не знам, едноставно реков ајде да пробам дали можам да живеам без кафе, тој е повеќе од година и пол, не знам точно колку се сега супер. И како ти чувството сериозно ме интересира трансформацијава, дали ја им почувствувам малку? Јас не бев никогаш некој преголем зависник од кафе, така да некако добро се снајдов. Го немам откажано скроз, некогаш би доаѓа желба да се напијам фино турско кафе или ако сум излезен со девојка ми со другари некаде да се напијам некој еспресо, ама тоа е преретко и добро се снаоѓам. Има супер замени, зелениот чај, какаото, се
супер заменик за кафето. Да, не го пиеш кафето често, но не си категоричен, од време на време можеш да се напиеш, што се однесува до мене, еве јас како некоја што пие кафе, 1 до 2 во денот не би го заменила сега за сега со зелен чај, но како и да е, тоа е изборот кој што нели секој од нас го има. Впрочем и некако утринските ритуали веќе се блиско поврзани токму со кафето и како ритуал или како нешто со кое што многу полесно се будима, но ете секој на свој начин или свој оригинален рецепт кој што ни одговара. И сега кога ќе започне денот, нели понатаму средата од врските и точно знаеме какво темпо во денот имаме и што ни треба нели за подобрување или за јакнување на енергијата. Како актер кој што игра и театарски представи и човек кој што има и активности дополнително од тоа, веројатно енергијата е неопходна во текот на денот за да се држи тој ритам и тоа темпо, па како и во тој начин рече дека вежбаш, тоа исто така е добар да, нешто што плюс нели одговара и дополнително е надополнува нашата енергија, физичката активност како таква, но што друго исто практикуваш во текот на денот? Па, зависи, например, ако имаме проби, ако сум во процес на спремање представа, да, например, оброкот на сабајле ми се состои од нешто по-лесно, за да не ми создава некакви проблеми во текот на пробата. Баш последната представа доека работевме, бидејќи беше физички театар, често на сабајле знаев да јадам, например, некој чија пудинг или некоја овесна каша, додека пак ако сум слободен, например, многу често до ручекот знае да се состои од омлет или јајца во било која варијанта. Така што гледам да практикувам што е можно повеќе, мислам да внесувам што е можно повеќе протеини во текот на денот. Нормално јаглените хидрати нели се доста битни бидејќи се потребни за енергијата за да го штуркаме денот, ама зависи од тоа како ми се испланирани тренинзите во теретана или трчањето, гледам да тоа биде тоа некоја лесна храна ако имам испланирано тренинг пред тренингот. Со тоа што ако некогаш и на сабајле знам да трчам, така да излегувам одма после лимон од водата да директно да трчам за да тргне денот, бидејќи ако се заседам дома, знаете, да се пролонгира таа желба и таа потреба, така да тоа е тоа, прилика. Да, супер, Томислав, еве со Ивана збориме за Статуа Фест, тоа некако не е сега и синоним за тебе, иако мора да признам дека вистина ми е многу драго што те гледаме многу често веќе и на театарски сцени, представи, реклами и така натаму, присутен си, што е важно дека твоето име вистина се користи во сите овие културни аспекти. Сега кога би те прашале за Статуа Фест, кој што нели ќе се случува, ако треба да те прашам која историска личност би сакал да бидеш како жива една таква статуа, која би ја одбрал? Искрено морам да ти кажам дека никогаш не сум размислувал на таа тема. Не знам, стварно немам некоја прашање, бидејќи секогаш размислувам на актови кои се земени од некои секојдневни ситуации, но никогаш не сум размислувал за некоја историска позната личност како ви. Дека добро ќе му стои Бонапарта. Може би. Мала шега. Да, она кој што го видовме во фотографиите е дел од твоите настапи и на Статуа Фест, но и на некои наставни каде што ги има тие нели живи фигури или како велиме живи статуи. Актуелното што го најавуваме е Статуа Фест кој што ќе се одржува од 2 до 4 јуни. Со оглед на тоа што имаме на вистина променлив мај, веројатно затоа го одложивте, односно го закажавте за почетокот на јуни, каде што се најавува стабилизација, па да може да бидете на рад, заради тоа што за Статуа Фест особено важни се временските услови. Да, за жал, мислам Статуа Фестот оваа година беше закажан за од 15 до 17 мај, но временските услови ни ги расипаа малку плановите, така да ги поканувам сите гледачи на Телма да дојдат од 2 до 4 јуни на плоштадот Македонија, на улица Македонија, да не погледнат. Стварно ни е битно времето, мислам, бидејќи тоа ги има овозможува на луѓето да излезат и да шетаат, а настанот не би бил успешен ако времето е променливо, бидејќи ако немаме публика, нема уживање во стоењето, така што ги поканувам сите да дојдат. Ќе биде доста интересно оваа година, обработуваме некоја тема соништа која ни ја зададоа Војо и Милена.
ќе има разноразни акти и стварно мислам дека ќе биде забавно. Томислав, Да. кажи ми, подготовките обично за баш жива статуа, како се движат, што има, да речеме, како перформанси претходно и ако сега веќе, да речеме, имаш некаква своја генерална проба, ако те ставиме на некој баш Гинесов рекорд дека треба да надминеш, колку би можел да издржиш како жива статуа? Според некои своји капацитети, вака, ако сознание, ако имаш? Па, подготовките, во принцип, ние не правиме, не знам, некакви проби да видиме како тоа би изгледало, како што, например, нели се подготвува театарска представа, да речеме, обично се разговара околу тоа што би се играло, како би се играло, се договара актот и се тргнува во правење на костимот, во боење на костимот и боење на реквизитите, наоѓање на реквизитите. А во однос на тоа колку би можел да стојам, па не знам, мислам дека некои не би биле многу сати, искрено. И поубаво е кога има публика и кога е интерактивно и така не размислуваш на времето и некако и мозокот се ослободува и телото се ослободува и не ни чувствуваш таа болка. Имаш некојаш можеби информација, така ми дојде сега на ум, затоа што има доста нели статуа фест кој што се случува низ светот, сознанија можеби за некој кој што срушил рекорд? Па не сум слушнал, искрено не. Мада има разноразни акти, мислам, има многу костими кои се направени да имаат некаква помош, дали со мала потпора да седат, така што тоа овозможува да например да седиш и подолго. Да, еве например јас имав една последна обврска како жива статуа на надворот статуа фест, тоа ќе организираме ние на сајм на книга на промоцијата на Себастијан Фицек. Да, видовме фотографии. Да, погледнавме, да. Да, таму бев како негова придружба, ајде да речем, додека потпишуваше книги и мислам дека се на се испадна некои 5 сати, ама немав јас лично никаква интеракција, бидејќи нели Себастијан Фицек беше во прв план, нормално и сите беа околу него, така што 5 сати стоење, буквално стоење со паузи, нели нормално измеѓу. Веќе ми стана проблем после некое време, мислам телото не. Веќе е потешко, еве делот настапот тој таму или фотографијата која што ја гледаме со книгата, но Томислав, јас се видов и на настанот на Крени глас минатата сабота во градскиот парк на школка, каде што повторно имаше живи статуи, нели во сооднос со она кое што и беше и карактеристичните бои, но и начинот на забавувањето таму, и имаше живи статуи и токму и таму се видовме како дел од овој настан кој што беше завршниот дел на вториот дел од кампањата на Мак Петрол Крени глас, па и таму имаше многу деца и родители. Веројатно начинот на кој што реагираа, на кој што јас го забележав и мојот впечаток е дека се правеа голем број фотографии со живите статуи, нешто што е карактеристично и за Статуа фест и нешто што не изгледува веројатно секое ново издание или секој следен настап, нов настап на вакви настани предизвикува интерес и љубопитност кај публиката. Да, мислам, еве од година во година како работиме, јас само 2 години, а мислам дека Воја Миленова го имаат почнат уште пред 8 или 9 години, ама еве во овие 2 години како јас работам со гледам дека интересот расте, дека стварно некако како луѓето со нетрпение да не чекаат да се случи нов настан и секогаш реакциите се многу позитивни. Стварно добиваме многу добри коментари. Дури и сега еве на овој настан што го спомна Ивана на Крени глас, беше стварно преубаво чувството, мислам. Ја бидејќи ме виде како бев цел црн испарбан, мислев дека дечињата ќе бегаат од мене, ама напротив им беше интересно. Да, им беше доста интересно. Така да стварно ме радува тоа дека и публиката и луѓето кај нас во Македонија веќе ја засакуваат оваа уметност, овој тип на уметност. И тоа е супер, дај Боже да продолжи така и понатаму. Да, и верувам дека овие можеби фестивали
го зближуваат уметникот со можеби нели обичната публика на поинаков начин. Говоревме некако има многу поинтимна приказна и поврзување, конектирање. Говорам секако за Статуа Фест и живите статуи и верувам дека тука се прави дистинкција, голема разлика од тоа што значи жив перформанс на театар, на филмското платно, за комерцијални потреби така натаму. Ова некако поинако се поврзува публиката со ликот. Да, дефинитивно, да. Супер. Статуа Фест од 2 до 4 јуни, што со нисот од театарските представи играш и во Ифигенија за ништо. Да, зборевме пред некој ден. Да, ќе кажеме и дали има некоја следна нова театарска представа во која имаш улога или нешто што може да се најави? Па, моментално завршуваме театарската сезона, ние остануваат уште неколку изведби, би ги поканил сите гледачи да дојдат на 30 мај, ја играм Ифигенија за ништо. Во драмскиот, така. Стварно, да, во драмскиот театар. Навистина една поразлична представа, доста интересна, може да се погледне, мислам, од 16, бидејќи ние 16 плюс, така е. секој од 16 нагоре може да дојде да ја погледне. Сега за сега нема ништо, не чекаат, со драмски не чека некоја пауза, се спрема една друга представа која е копродукција од страна на Рута, каде што има гостување, односно соработка со сите театри кои се дел од Рута, односно Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Хрватска. Тоа се спрема кај нас, но премиера ќе има во август. Така што театарот полека се спрема за одмор, за пауза. Да. Со театрот, односно со статуите, не чекаат патувања во средината на јуни на фестивалот Тротоар во Бања Лука. Одма од таму директно продолжуваме во Бјеловар. И така тоа е. Ќе ти биде активно и можеби дел од летото. Супер, многу ни е драго што направи вака исклучок и утрово се разбуди со Ивана Марко и целата утринска на Телма и оние кои што можам да најавам уште една работа, само брзински. Ајде. За кога веќе зборуваме за овие некои здрави навики утрински, заедно со моите другари од Галичник спремаме планинска трка, односно трейл ран во Галичник, така што за тоа пријавите ќе бидат отворени многу наскоро. Во јуни месец, Томислав? Пријавите ќе бидат отворени сега, но самата трка ќе се реализира на 21 септември. Има така време, што е официјално прво најавување, ова премиерно најавување на настанот вака во живо на телевизија. Да, веројатно одличен повод да го најавиме тоа и малку понатаму, односно пред крајот и на нашата сезона, за да може сите кои што сакаат да се пријават. Значи си активен и во тој дел на повеќе страни, веројатно добра организација и баланс е тоа што е потребно. Ти благодариме, Томислав, за утринското вклучување, за утринското будење, ти посакуваме убав ден и одличен викенд и до слушање и до гледање до следна прилика. Ви благодарам и на вас за јавувањето и поздрав убав ден и на вас и на сите гледачи на Телма. Ајде на тренинг сега и на активностите кои што те чекуваат. Ние продолжуваме секако до 10 часот. Тоа беше Томислав, нашиот одличен актер, кој што ќе го гледате и на новото издание на Статуа Фест. Остана да го изблендираме само. Ќе биде малку погуста, нели ставив и малку водичка, макар што ова ќе треба веројатно може и со лажичка да си го стави мет или треба дополнително? Ставив мет. Добро, одлично. Одлично. Можеме и со цимет евентуално да го потрудам во вакво нешто? Па може и така, ако е така густо. Евеко. Значи ставивме авокадо, банана, ореви, какао, мед и имаме Можеме и малку оревчиња од одгоре или малку цимет, тоа е нешто што дополнително се декорира или додава за убав шмек. Доколку ги правите вашите утрински ритуали во моментов, уживајте и нека ви се на здравје.